Благодарам, почитувам председателе, почитувам заменик министре, почитувани колеги пратеници. Чувствувам потреба да се обратам во однос на ова законско решение, да го искажам мојот став по однос на ова законско решение. Прва работа, замислете си дека сте вие еден мал трговец во Република Македонија, кој што отворил свој мал бизнис, земал под кирија дуќан, вработил уште двајца и со неговата сопруга заедно работи. Се бори, плаќа даноци, плаќа доприноси кон оваа држава, плаќа фирмарина кон локалната самоуправа. И сега нормално е дека тој мал трговец не може да се бори со големите конгломерати. Освен што не може да се бори со големите конгломерати, до сега имавме една состојба во државата кај што големите конгломерати беа ставени во поправедна положба од него, односно беа ослободени од плаќање на данок кон државата. Не само што не може да се бори, туку и во отежителна околност во споредба со големите конгломерати. Само минатата година над 1000 тони ситни производи се влезени во Република Македонија, кои што не се оданочени. Значи, тој има нелојална конкуренција. Оттаму сметам дека ваквото законско решение треба да биде поддржано и јас лично ќе го гласам ова законско решение, бидејќи на овој начин ги ставаме барем, ако не ништо друго, во рамноправна положба македонските трговци, малите македонски трговци. Дополнително, ние сакаме да градиме нови патишта, нови болници, нови градинки, нови училишта, сакаме зголемување на минималната плата и слично. Па тоа не можеме да го правиме доколку македонскиот денар завршува на странските пазари. Мораме ние малку да имаме една елементарна почит кон нашите луѓе, кон нашата држава. И затоа сметам дека ваквото законско решение е добро. Меѓутоа, ваквото законско решение не може да оди само. Паричката има две лица. Јас сакам да укажам на дополнителни две работи кои што мораат и заеднички да бидат преземени. Почитуван заменик министре, ние се соочуваме во нашата држава со така наречената сива економија или неформална економија, која што го зема данокот од ден на ден. Од 650 до 700 милиони евра годишно отпаѓаат на сивата економија. Ние само ако се тргнеме на 500 метри од Собраниево ќе најдеме примери за сива економија. Ние како држава имаме направено стратегија 2023-2027 за формализирање на неформалната економија, односно борбата против сива економија. Имаме направено и акцијски план. Државата ги презема максимално мерките со зајакнување на капацитетите, со редовни контроли и слично. Меѓутоа, сепак, неформалната економија останува многу висока. Од 30 до 40% од БДП-то на државата, од бруто домашниот производ, отпаѓаат на сивата економија. Тоа се страшни бројки. Замислете вие, ние тука се расправаме сега, не знам, за унгарски кредит. Па ние еден унгарски кредит губиме на сива економија секоја година. Дополнително, каде го имаме ние проблемот? Видете, ние сега сите заеднички се фалевме, најдобра работа имаме направено со 350 милиони инвестиции кон локалната самоуправа. Средства кои што се дадени за изградба на нови градинки, нови училишта, нови патишта, канализациона, инфраструктура и слично. Замислете вие, 700 милиони евра годишно ние губиме на сивата економија. Мораме да го зајакнеме ова, бидејќи со ваквите законски решенија кои што се исправни, вие и самите знаете дека дополнително оваа сива економија природно е дека ќе ја поттикнеме дополнително. Граѓаните ќе почнат природно да барат повторно ефтини производи да најдат. Ние мораме со оваа сива економија да се справиме. Тука ни лежат парите. И укажувам дека едното од прашањата со кои што мораме паралелно да работиме, освен на вакви законски решенија, и на ова. Втората работа која што сакам да ја кажам од оваа втора страна на паричката, а тоа е законот за нефер трговска практика. Ние тој закон се обидуваме да го навистина не само да го внесеме во сила, едноставно да почне да профункционира. Меѓутоа, тешко ни оди, ако државата, ја повторно ќе кажам, максимумно го исполнува и навистина ги презема сите чекори. Ова сега не е во вашиот ресор, ова е во ресорот на другите министерства. Замислете вие следнава ситуација. Ние имаме земјоделци, не знам, во Прилепскиот регион, кои што го продаваат пиперот за 30 денари. Тој пипер завршува на македонскиот пазар 70, 80, 90 денари. И сега се наоѓаме во една апсурдна состојба. Земјоделците незадоволни викаат, ова ли е држава?
не ми го цени трудот, за 30 денари го купува пиперот, од друга страна граѓаните кои што го купуваат во Скопје викаат ова ли е држава? За 90 денари го продаваат пиперот, од каде ми се мене средства пари да купам? И едните и другите незадоволни, зошто? Зашто трговците едноставно си играат мајтап со државата. Не можеме веќе да дозволиме трговците да си играат мајтап со државата. Едноставно си играат мајтап. Имаме закон кој што ние не го почитуваме. Па зошто да им дозволиме на трговците да си играат мајтап? Кои се тие маржи 300, 400, 500%? Ама тоа било слободна трговија. Не е тоа слободна трговија, тоа е плячка. Ги плячкат и земјоделците кои што произведуваат, ги плячкат и граѓаните кои што купуваат. Ние мораме да застанеме на патот. И сега, ако овие две работи ги средиме, како држава, а ние се трудиме на вистина, и на вистина има некои резултати, но мораме уште повеќе да запнеме. Ако ја средиме сивата економија, и ако се справиме со трговците кои што го плячкаат овој народ, ние еве ни ги парите. Ние парите се во нашава држава, ние не знаеме да ги земеме, оти не функционираме. И тоа ни се случува со години наназад. Редно е да почнеме да функционираме. Добро е законсково решение, треба да биде гласано во оваа конотација, ама и овие две работи мораме да ги средиме, граѓаните тоа од нас го бараат. Благодарам.